Благодарам. Почитуван пратеников Венко Филипче, јас сега ќе извадам неколку податоци во Министерството за финансии кои што ги има се од вашиот период. Проект за енергетска ефикасност во јавен сектор во финансии потпишан 2021 година, реализација 21%. Проект за олеснување на трговија и транспорт во Западен Балкан, Министерство за транспорт, кредит со Светска банка, потпишан 2019, 17% реализација. Проект за администрирање на социјално осигурување, потпишан во 2020, фрапантни 19% реализација. Вчера имавме состанок од 2019, Советот немал состанок во владата. Проект за реконструкција на студентски домови, нешто што многу ви беше загрижувачко за студентите, 2019 година потпишан договор 14%. Сега да видиме во однос колку што успеавме или некои забелешки да фатам. Светска банка проектирала раст од 2,5%. Обично кога проектираат меѓународните институции, го гледаат минатото, па врз основа на тоа проектираат иднината. Јас да бев на место на Светска банка ќе плачев 1,6% раст во просечниот период додека бевте на власт, наспроти 3,2% раст во еден друг период. Така да тоа доволно говори за вас. Образование и здравство. Немојте вие само за здравство да зборувате. Здравството има прво собствени приходи, преку кои што може да проширува буџет, а образование има проекти преку парите за општините, така да и едното и другото министерство многу внимателно сме внимавале како сме ги проектирале за да нема проблеми. Во однос на плати, смешни сте, од една страна критикувате за одредени институции дека платите им биле зголемени, за во други да кажете дека биле мали па барате поголеми. Во однос на платите, да ве потсетам, во сред избори потпишувавте колективни договори, кои што ние сега ги реализираме. Затоа има такви зголемувања во одредени институции. Сметка за ставката за стоки и услуги. Па погледнете колку ги зголемивте комуналните трошоци во изминатите години, ќе видите како резултат на што имаме зголемени трошоци. Министерствата се реорганизира. Во контекст на реорганизацијата на министерствата треба да знаете дека инспекцијските совети влегоја таму, дека имате реорганизација на министерства како Министерство за економија кој што делот од трудот го зеде, а енергетиката отиде. Значи, комплетно непознавање ниту на законот кој што го гласавме сите, а тоа е зородуто во кој што точно беа предвидени овие работи. Возила, нема возила на функционери, имате возила вие што ги договаравте со лизингот. Возила има, да, амбулантни возила, има во животна средина за отпад, има, точно. Има во МВР возила, 250 милиони, еве го списокот. Возила за функционери нема. Во однос на патни дневни трошоци за Министерството за внатрешни работи, тоа е друга ситуација каде што допрва ќе следат одредени истражувања, затоа што таму врз база на колективни договори некој претходно не ги исплаќал. И многу добро организирано било преку одредени адвокати кога одела исплатата преку извршни исправи, направени со огромни штети во Министерството за внатрешни. Благодарам.